Добро вечер, поштовани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, трета поред оваа работна недела и емисија во која што повторно ќе се занимаваме со локалните избори и со локалните проблеми како такви. Јас и вчера најавив дека во рамките на можностите на оваа емисија ќе поканиме по еден гостин, кандидати за градоначалници. Јас можеби малку и себично одбрав мојата општина Аеродром, мојата не е моја, но таму живеам. И ги поканив двајцата кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Господинот од СДСМ се согласи да дојде следната недела и го очекуваме со задоволство, а вечерва со мене е ВД градоначалникот на Аеродром и кандидат за градоначалник господинот Дејан Митевски. Добра вечер. Драган, добро вечер и благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Имаме многу теми за разговор, се разбира, малку е специфично кога зборува човек само за една општина, бидејќи имаме 80 и кусур во државата, но Аеродром не е било што. Аеродром е држава за себе. Град во градот. Град во градот се разбира и е многу интересно да се зборува за проблемите што ги мачат аеродромци и како ќе се најдат суштински решенија за сите нив. Денеска имаше една средба, многу важна би рекол, на која што бевте и вие присутен, беше и министерот за внатрешни работи, беше министерот за животна средина, беше председателот на Зела Сорца Георгиевски, други градоначалници, беше Стојанче Ангелов, легенда сам по себе. Средба на која што се носеа заклучоци, се бараше решение околу фамозниот проблем со загадувањето од Вардариште. Знам дека може да речете, аманте луѓе, не е Вардариште во Аеродром, тоа е во Гази Баба. Факт е дека имаме протести на улиците во Аеродром, односно на мостот Близнак кој што ги спојува практично Аеродром и Гази Баба. Факт е дека тие протести одат често пати и до општината кај што сте вие. Нема некоја логика, меѓутоа луѓето можеби не бараат логика, сакаат чист воздух. И кога се бара нешто такво, можеби и на ирационален начин се бара проблемот тамо каде што не е и решението каде што можеби некој не може да го даде. Но факт е дека вие учествувате во целиот процес, па повелете кажете нешто повеќе за тоа. Да, денес имавме една многу конструктивна средба со дел од граѓаните од неформалната иницијатива Стоп за Вардариште, каде што беше дискутирано помеѓу повеќе ресори. Како што кажавте, беше вклучен министерот за внатрешни работи, кој беше домаќин на средбата, заменик министер за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски, министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити. Јас и Боби како градоначалници кои што најмногу сме засегнати од целата ситуација со Вардариште, Боби територијално, а ние најмногу ги чувствуваме последиците. Урса Георгиевски како претседател на ЗЕЛСИ, еден градоначалник на Скопје, и беа разговарани мерки кои што краткорочни и долгорочни ќе се преземаат за конечно ставање во ред на оваа депонија Вардариште, депонија која што некогаш била легална депонија, каде што легално депонирал градот но одамна престанало да биде тоа така. Од 96-та нааму многу години за жал поминати, никој не водел грижа за трајно решавање на оваа депонија и се надевам дека конечно како генерација ќе посветиме внимание и на ваквите проблеми, односно на правото на чист воздух, чиста животна средина и конечно ќе се посветиме на решавање на овие долгогодишни, морам да кажам, проблеми. Па што им кажавте на луѓето од Стоп за Вардариште? Тие се најагресивни во барањето, иако јас мислам дека се согласуваат сите. 200.000 граѓани. Вклучително јас и вие кои што ги чувствуваме последиците, правото на протест е апсолутно загарантирано право и се согласувам со тоа што го на тој начин го изразуваат револтот кон сето она што се случувало изминативе години и на тој начин покрена и медиумско и институционално внимание. Јас како градоначалник, иако немам директна надлежност, меѓутоа се обидувам да бидам во постојана комуникација со институциите. Бев еден од првите актуелни функционери кои што го поддржаа протестот, кој што излезе со граѓаните. Да, бев на лице место со граѓаните и веќе од тој момент почнавме да договараме некои конкретни активности кои што се преземаат и во моментов на Вардариште, меѓутоа и долгорочни активности кои што ќе следат во наредниот период. Она што конкретно краткорочно се презема е тоа дека на наше барање владата донесе одлука, односно министерот за животна средина, за комплетна забрана за движење на територијата на депонија Вардариште. Министерството за внатрешни работи има поставено дежурни пунктови со униформирани и неуниформирани полициски службеници, кои што го контролираат пристапот до депонијата. Постојано се надлетува истата
депонија со дрон со термални камери кои што во случај на несакано палење можат веднаш да детектираат зголемување на топлината и пунктот кој што е поставен од страна на противпожарната бригада на Скопје да може веднаш да интервенира. Имаме таму и постојан пункт на лице место на депонијата Вардариште. Физички се ограничени неколку пристапи на депонијата Вардариште и се спречува било какво пристапување за депонирање дополнителен отпад. Она што го договоривме на денешната средба е краткорочно да во наредниот период најитно се постават и камери за видео надзор на лице место на депонијата Вардариште. Веќе градоначалникот на Газибаба информираше дека има добиено согласност од Дирекцијата за заштита на лични податоци, може веднаш да почне постапка за поставување на тие камери, да ги блокираме сите физички пристапи кои што овозможуваат пристап со возила, пристап со запрежни коли до депонијата Вардариште со цел да спречиме понатамошно депонирање на Тоа значи дека веќе нов отпад тамо нема да има. Нема да има и веќе од првото палење на депонијата Вардариште ние немаме палење на депонијата Вардариште, односно сите оние активности кои што се преземаат на лице место спречуваат било какво итно палење. Она што е многу битно да кажам дека се затворени за прв пат таму 3 диви отпади кои што функционира во близина на таа дива депонија. Во близина на Вардариште има уште 3 диви. 3 диви отпади кои што функционира, отпадите се комплетно затворени, а лицата се веќе во судска постапка, односно во притвор и за прв пат од Министерството за внатрешни работи во постоење на држава е поднесена кривична пријава за загрозување животна средина и природа преку организирање на диви отпади, така што можам да кажам дека институциите сериозно пристапуваат кон овој проблем и тоа се краткорочни, односно моментални решенија. Але луѓе ќе речам јас и за ова, но морам да ве прашам, овие лица што наводно живеат таму, бидејќи постои нели една приказна дека има, не е приказна, јас мислам дека е факт, дека има лица што живеат буквално на депонијата. Повеќе од 200 лица живеат во непосредна близина на депонијата. Тие 200 лица се попишани од страна на Министерството за социјална политика, стручни тимови од центрите за социјални работи. Повеќе од 100 деца се затекнати на лице место, односно малолетни лица и повеќе од 100 возрастни и одреден дел мала група која што не беше затекната, не била затекната на лице место, меѓутоа има информации дека таму живеат плюс дополнителни 20 до 30 лица. Веќе се прави план за нивно сместување во нормални услови. Мора се овозможи хуман третман, нема да ги убиваме луѓето. Хуман третман да се овозможи на начин каде што на тие луѓе ќе им се овозможи повторно да се ресоциализираат. Дечињата кои што не одат во училиште, има и такви дечиња да почнат да одат во училиште. Лицата кои што буквално преживуваат таму, да се стават во системот на труд, односно да им се понуди работа и на тој начин да пробаме да од една неубава слика која што представува на лице место да овозможиме, односно да им дадеме нова шанса на тие луѓе кои што и како може да придонесуваат во овој период, особено кога ние се трудиме како држава да најдеме работна сила, но имаме се повеќе и повеќе недостаток на работна сила. Процесот кој што мора да се спроведе, станува збор за луѓе сепак кои што се разбира, некој злобно ќе рече господин Митевски дека овие луѓе и не сакаат да влезат во системот. Едноставно начинот на кој што живеат нив им одговара и дека тие би сакале најубаво да остане се како што е. Не велам дека е така. Апсолутно не може да им одговари. Јас верувам дека тие луѓе најголем дел се таму поради тоа што не добиле никогаш никаква шанса и верувам дека добар дел од тие луѓе очекуваат да бидат повикани, односно да добијат шанса од државата, да можат и тие на еден чесен, достоинствен начин да го заработуваат парчето леп кое што го заслужуваат. Така што не би се согласил дека не сакаат да бидат дел од системот на работа, туку верувам дека тие луѓе очекуваат шанса, односно можност да бидат ставени во тој систем. Ова што се вели реакција веднаш и сега. Тоа се краткорочни мерки кои што се преземаат изминативе 20 и неколку дена, 30 дена од страна на институциите кои што краткорочно во наредниот период ќе бидат преземени. Но мораме да имаме за жал неопходна ни е за комплетно решавање на депонијата Вардариште, неопходна ни е поддршка од градот Скопје, која што во моментов не постои. Тоа го знаеме. Не ја добиваме. И по промената на локалната власт веќе ќе се пристапи кон конечно решавање на депонијата Вардариште. Ангажирани се стручни експерти кои што прават ревизија на
постоечката физибилити студија која што има градот Скопје изработена од 2014 година, потребно е да се ажурираат податоците во таа физибилити студија, да се спроведе јавна расправа, да се употребат најнови методи на санација на вакви депонии, согласно информациите кои што ги имаме првична страна на експертите, потребно е прво да се спроведе процес на одгасување на депонијата, да се извади метанот. Паралелно со процесот на одгасување потребно е да се отстрани еден слој од горниот површински слој од ѓубрето кој што е таложен таму со години. Повеќе од 1 метар треба да се симне од ѓубрето, да се постави заштита помеѓу долниот слој и идната земја која што ќе биде нанесена на место на депонијата Вардариште, и тоа место да се претвори во еден голем убав парк. Има таму постоечки далеководи, делот околу далеководите и под далеководите не може да се засадува со високостеблести дрва, меѓутоа постојат начини како да се искористи нормално во интерес на граѓаните. Колку време ќе треба прилика за ова целосно да се заврши? За во еден момент да речеме Вардаиште е завршена, грозна, приказна и еве сега имаме нешто друго. Нема се заврши преку ноќ, меѓутоа постои решение и решение на кое што интензивно ќе се работи после локалните избори. И од градот, и од општините, и од страна на градот Скопје, поставена констелацијата така сега. А ние како општини изразивме поддршка апсолутно на градот Скопје и општина Аеродром и општина Гази Баба во сите процеси кои што ќе ги спроведува, се со цел што е можно побрзо изнаоѓање на решение. Постојат во рамки на градот Скопје јавни комунални предпријатија кои што имаат и луѓе, и механизација, и стручност кои што може да бидат искористени и ставени во функција на ревитализација на оваа постоечка депонија. Не е само таа депонија, меѓутоа можеби и најмногу не засега сите нас. Постојат и други депонии во рамки на градот Скопје, меѓутоа она што е клучно дека уште веднаш по локалните избори градот Скопје ќе отпочне постапка за одгасување, паралелно за отстранување на еден слој на земја со ѓубре од депонијата, нанесување нов слој на земја и полека ставање во функција во корист на граѓаните. Што велат овие од Стоп за Вардариште? Задоволни се со ова што им го презентиравте или? Во најголем дел тука се поклопуваме со барањата на граѓаните кои што протестираат, односно кои што се дел од иницијативата Стоп за Вардариште. Впрочем, овие мерки кои што се преземаат се поклопуваат во најголем дел со нивните барања. Дел веќе се постапува, дел ќе може да се постапува кога ќе се создадат услови за тоа. Договоривме некои начелни првенствени рокови и начини на постапување во наредниот период од страна на институциите со нивна поддршка, така што верувам дека ќе на заедничко задоволство конечно дека ќе најдеме едно долготрајно решение кое што ќе биде во интерес на сите граѓани. Што е секако за поздравување во меѓувреме, протестите ќе продолжат или ќе ги стагнираат? Ја не сум прашал во последно време. Тоа ќе го одлучат граѓаните согласно тоа што сметаат дека е најдобро да се направи. Во секој случај морам да кажам дека има слух од институциите, дека се постапува ревносно, имајќи предвид дека ова е наш заеднички интерес. Не е интерес ни на едните, ни на другите поединечно. Ова е апсолутно за сите. На почеток кога реков ние живееме тамо, никој не ужива и вашите деца растат тамо, не уживаат да гледаат, односно да го чувствуваат тоа што сите ние го чувствуваме. Знаете како? Се обидувате сега да создадете една клима, не вие, туку генерално власта во државата, на враќање на довербата, а тоа оди тешко затоа што ние се навикнавме на недоверба, се навикнавме дека институциите се само алатки за ајде да не речем за нечие збогатување, но за нечии интереси да се завршуваат, прилика тоа е. Тоа луѓето се оставени и сега кога ќе кажете, еве, за мене е многу сериозно дека се собрале, не знам, 3 министри, 4 градоначалници, сите луѓе кои се должени и седнали и рекле, луѓе, имаме план, имаме идеја, ќе ја спроведеме, нема каде. И луѓето треба да речат, значи сега навистина некој, ама навистина некој ќе влезе во ова. Веќе реално се преземаат мерки, тоа може мислам дека граѓаните да го забележат, да. Веќе постои полициска патрола на лице место, веќе се ограничени пристапите, веќе не се депонира ѓубре, се контролира околината од страна и на Министерството за внатрешни работи и од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. Постојано сме во комуникација како институција во случај на потреба да реагираме веднаш, така што веќе краткорочно се преземаат мерки. Така е. Мислам дека и за Дрисла се подготвуваат одредени планови што може да се направи, особено околу палењето, за тоа зборуваше и Стојан Ангелов во
оваа емисија, но да се префрлиме на другите проблеми кои што не мачат нас во аеродром, а генерално се слика и повеќе аеродром важи за урбана општина, има и рурален ден, меѓутоа генерално е урбана општина и дефиниција е за урбано место кое што е само доволно. Човек што живее во аеродром може слободно да не излезе од аеродром некое време. Нема потреба, ќе ги задоволи сите потреби. Ова малку себично звучи, но тоа е факт. Вистина. Така. Но сепак има работи што постојано можат да се подобруваат. Би сакал да зборуваме малку околу паркинзите, повеќе или помалку паркинг местата се регулирани во аеродром со зонското паркирање, останати се некои делови во Ново Лисиче и уште на некое место, сега не ме факате за збор. Во Ново Лисиче има една специфична ситуација, ова па ептен себично од моја страна, меѓутоа ќе го искористам. Од една страна немаме зонско паркирање, од друга страна на ФФМ, за тоа зборував и на телевизија пред некој ден, петок, сабота и недела особено се создава една страшна мешаница и гужва од автомобили, затоа што има турнири со десетици, стотици деца и нивни родители кои што ги носат. И се наоѓаме во ситуација кога не може едноставно, никој не е виновен, нема каде да се паркира, едноставно. И за нив, и за нас што живееме таму е проблем. Зонското паркирање кога ќе стапи во сила? Драган, го ветивме пред граѓаните, ќе го имплементираме, направен е сообраќајен проект, веќе подолго време чекаме одобрување на истиот од страна на градот Скопје, меѓутоа градот Скопје треба да го одобри. Градот Скопје финално го одобрува сообраќајниот проект. Видов дека денеска е одобрен сообраќајен проект за автокоманда, верувам дека и за Ново Лисиче ќе го одобри и ќе можеме веднаш да го имплементираме заедно со јавното претпријатие градски паркинг, и тоа е едно од решенијата кои што постојат за намалување на хаосот со паркирање во Ново Лисиче, особено во делот спротив Фудбалската федерација. И морам да кажам тука дека на некогаш кога се правеле такви инфраструктурни објекти, за жал не се мислело доволно во однос на тоа каде ќе се паркираат посетителите. Таму имаме 4 фудбалски игралишта со поединечен капацитет, секој е повеќе од 1500 седишта, тоа се повеќе од 6000 седишта, односно можда за 6000 посетители во исто време, но за жал недоволна придружна инфраструктура од аспект на простор за паркирање. Веќе разговаравме и со Орце Георгиевски, со поддршка од градот Скопје ќе имплементираме една монтажна гаража во тој дел, каде што ќе овозможиме дополнителни паркинг места и заедно со воведување на зонското паркирање очекуваме да се намали притисокот кој што го имаат пред се жителите. Посетителите се еднаш во неделата, неколку часа, меѓутоа жителите во овој дел на Ново Лисиче најмногу ја чувствуваат потребата од регулирање на паркинг просторот на тој дел, и сметам дека со воведување на зонското паркирање покрај тоа што ќе се овозможи жителите да имаат предност со тоа што нема да плаќаат за паркирање, ќе се отстранат и оние хаварисани возила кои што во дел ги отстранивме, во дел се уште прават процедури за отстранување, ќе се намалат оние диви препrodавачи, морам да кажам, на возила кои што зафаќаат повеќе од 10-20 до 30 паркинг места на лице место, а за жал во моментов немаме начин како да ги ограничиме и да ги спречиме тоа да го прават без воведување на зонско едноставно оставил автомобил таму и тоа е тоа. И на тој начин очекувам дека во најмала рака до 30 до 40% ќе имаме повеќе слободни паркинг места отколку што имаме во моментот. Рековте монтажна гаража, се размислували за кои катни гаражи можеби не во Лисиче, туку генерално во аеродром веќе постојат катни гаражи. Во аеродром постои катна гаража, една катна гаража веднаш до трговскиот центар Бисер, која што за жал морам да кажам дека не е доволно искористена, иако се мачиме со простор за паркирање, меѓутоа очигледно на граѓаните им е полесно да паркираат на ниво, односно да ја користат другата таа не е ни многу скапа, сосема е во ред. Со монтажни гаражи не можеме да го решиме комплетно. Со монтажни паркинзи, со катни гаражи се извинувам, да го решиме комплетно проблемот со паркирање, зашто ние немаме како аеродром проблем со паркирање. Проблем со паркирање има Мичурин, има Ново Лисиче, има Стари аеродром, има Острово, имаат населбите. Не станува збор за град каде што доаѓаат секојдневно туристи од не знам каде, па ќе можеме да ги сместиме тие возила во катна гаража и ќе може да го користат, односно функционираат во рамките на работи за самите граѓани. Размислуваме за решение на микролокација, односно населба по населба. Ако воведување на зонско паркирање се надеваме, очекуваме да го реши проблемот на паркирање во Ново Лисиче, имаме проблем во Стари аеродром и во Мичурин, каде што пак нема доволно паркинг места. Таму на предлог на граѓаните веќе сме во напредна фаза во разговори со сообраќајни експерти
ќе се обидеме да воведеме едносмерни улици, каде што постоечката инфраструктура од една лента ќе се обидеме да искористиме за паркирање на возила и за велосипедска патека. Тоа е едно решение кое што можеме брзо да им го понудиме на граѓаните и на тој начин да не зафаќаме нови зелени површини, да оставиме повеќе простор за комуникација помеѓу тие згради, имајќи предвид дека тој простор е пренаселен, премногу густо изградени згради. Ако дополнително ги уништиме и тие малку зелени површини кои што постојат, мислам дека ќе направиме дополнителен хаос. На овој начин со воведување на едносмерен сообраќај во Стари аеродром и во Мичурин ќе се обидеме да воведеме веднаш нови паркинг места кои што ќе бидат ставени веднаш на располагање. Нема да чекаме постапки на проектирање, на изградба, па да поминат уште 1, 2, 3, 4 години, туку во најкраток можен рок да овозможиме едно систематско решение кое што ќе значи и посмирен сообраќај кој што нема да биде со брзина од 70, 80, 90 км/ч на тие улици, ќе овозможиме инстантно нови паркинг места, имајќи предвид дека тие улици се изградени, веќе функционираат и се надевам дека ова ќе биде на задоволство на граѓаните. И прилично ефтино во случајов, затоа што е практично, најефтино што може. Да. Во аеродром има велосипедски патеки, тоа е факт, постојат од поодамна. Меѓутоа, колку можеме да ги активираме, условно кажано, на граѓаните, повеќе да ги употребуваат и повеќе тој велосипедски сообраќај да стане навика. Не верувам дека Скопје некогаш ќе биде Амстердам, па сите ќе возат велосипеди, но да одиме во тој правец. Знам дека се даваат субвенции за велосипеди, тоа е убаво. Знам дека имаме, ние може се пофалиме со патеки, но може ли уште повеќе тука да се додава на вредност? Да, апсолутно, затоа како што кажав и претходно, сакаме постоечката инфраструктура да искористиме за да овозможиме и смирен сообраќај и паркирање и можност за користење на велосипеди, на тој начин да се обидеме да создадеме подобри услови за велосипедски патеки. Морам да кажам, често возам велосипед, дека не е мал бројот на аеродромци кои што користат велосипед како основно превозно средство. Верувам дека ќе треба дополнително да работиме и на културата, односно начинот на размислување дека велосипедот ни е и попрактично, и поевтино, и поздраво, и поекономично превозно средство и се надевам дека кога ќе постигнеме и такво ниво на размислување, дека уште поголем број на аеродромци би го користеле велосипедот, не само аеродромци Скопје, но имајќи предвид дека Скопје има една идеална инфраструктура, односно поставеност и местоположба за користење на велосипед, од причина што е рамно. Така е, не е планина. Така. Освен на водно, тој што сака да се качува, со среќа име на тие што го прават тоа. За поспремни спортисти. За поподготвени. Токму така, кога сме кај субвенциите, неодамна во разговор со граѓани, им кажував дека ќе дојдете како кандидат вие и вашиот противник од СДСМ, и баш ми рекоа, добро прашање, дали субвенции за кровови, за лифтови, за како му доаѓа за тој вид на инфраструктура се предвидени, меѓутоа токму денеска излезе една информација, односно ваша, вие излеговте во јавност со еден проект кој што практично би го заменил овој начин на функционирање, а тоа е поставување на фотоволтаици на покривите ни за аеродром и тоа, ако ве разбрав добро, во голем процент фотоволтаици би се поставиле во општината. Да, тоа е едно системско решение кое што сакаме да им го понудиме на граѓаните, да не зависи утре дали Дејан ќе биде градоначелник или некој друг или трет. Долгорочно, така е. Па ќе одлучи дали ќе дава или нема да дава субвенции. Идејата е да воспоставиме едно системско решение, да оној капацитет што граѓаните го имаат, а тоа се крововите, го искористат во насока на подобрување на условите во кои што живеат. Овие не штетат, веднаш да кажеме, фотоволтаиците не се штетни во смисол на некое загадување, нешто, не знам, зрачење, не знам. И една од најчистите енергии кои што ги произведуваат. Веќе се направени олеснувања во законот во однос на процедурата за поставување на фотоволтаици на кровови. Нашата идеја, односно предлог решение е да тие кровови кои што ги имаат граѓаните, особено во колективното домување наму каде што се згради, кои што имаат големи површини, морам да кажам, повеќе 400-500, некаде и по 1000 и по 2000 метри квадратни, ги ставиме во функција да се постават фотоволтаици, каде што тој што би ги поставил фотоволтаиците би плаќал на граѓаните одреден надоместок, дали месечен, дали годишен, дали еднократен, дали би реализирал проект во интерес на граѓаните, било да станува збор за реконструкција на кровот, за реконструкција на лифтот, фасада и така натаму, и на тој начин да граѓаните индиректно добијат субвенција, меѓутоа се го искористат сопствениот потенцијал кој што го поседуваат, имајќи предвид дека кровот е заеднички на сите
станари кои што живеат Ова во стварливо зградата. решение објективно зборувам, не е некоја Во филозофија. нашата програма имаме понудено реални и остварливи решенија. Не е целта на нашата програма да кажеме дека ние ќе субвенционираме 300 фасади во наредниот мандат и да ги излажеме граѓаните. 300 фасади никој не успел, ниту ќе успее да субвенционира. Ова идеја произлезе од тоа што и до мене стигнуваат голем број на барања за субвенции, некаде за фасада, некаде за лифт, некаде за кров, имајќи предвид дека во делови од аеродром веќе имаме згради кои што се 40-50 години и неопходно е нивно одржување. Ова е најизводливиот начин да можеме масовно да им помогнеме на граѓаните. Не сакам да влеземе во процедура да обезбедиме средства за 3 фасади, па ние на конкурс да бираме оваа фасада добила, оваа не добила, па еден задоволен, 100 незадоволни. Нашата интенција е да понудиме системско решение кое што нема да зависи од личниот избор на било кој поединец, туку ќе биде право кое што ќе може да го остварат граѓаните. И вас нема да винуваат за не знам за искористување на можноста вие да злоупотребувате, но има ли кај бизнисот, кај приватниот сектор желба за ова? Бидејќи тие се вториот дел од приказната, тие треба да сакаат да инвестираат. Едно беше барањето на граѓаните, второ беше интересот, односно барањето за искористување на потенцијалите кои што ги нудиме, имајќи предвид дека ваквиот тип на производство на електрична енергија не бара скапа инсталација, односно не бара далеководи. Веднаш може да биде преземен од страна на постоечкиот систем кој што го имаме на инфраструктура, со самото тоа и дистрибуцијата ќе биде многу поевтина и на тој начин се овозможува дополнително заштедување во однос на трошоците кои што би ги имал некој еден инвеститор, така што можам да кажам да апсолутно секако постои интерес и од страна на заинтересирани инвеститори кои што ќе им понудат најдобри услови на граѓаните да го реализираат овој проект. Јас мислам дека со добра реклама, условно кажано, со добро известување, не знам кој би одбил вакво решение. Ова е еден систем кој што е имплементиран во неколку градови, најблиску во Балканот. Во моментов мислам дека многу се имплементира во Белград, меѓутоа е веќе имплементиран и во Љубљана, така што нешто што веќе постои и се применува. А ние имаме повеќе сонце и од Белград и од Љубљана и тоа многу. За жал не ни е искористено како ресурс. Така е. Западните земји за тоа прваци успеваат да излечат максимум од тоа што им го дала природата. Ние понекогаш се задоволуваме со малку или со ништо. Морам да признам, сега започнува топлотната сезона, така ли се вика? Грената сезона, се извинувам. Се жалат ни за аеродром дека малку има проблем со мрежата, односно каде е уклучено, каде не е, меѓутоа тоа не е работа на општината, тоа е чисто на општината нема ингеренции, меѓутоа можеме и реагираме постојано до бидејќи на вистина луѓе многу зборуваат дека не е доволно функционално се уште. Се појавуваат за жал дефекти на лице место, во комуникација сме постојано со операторот за се врши притисок, тоа е тоа. Апсолутно, зашто тоа е интересот на граѓаните, тоа не е задача. Така, летоска, пролетоска многу беше актуелно фамозното кастрење на тревите. Потоа тоа се реши, меѓутоа остана еден, така да кажам, малце гортлив впечаток во устата, дека во една ултраурбана општина, која што треба да е гордост на градот и на државата, имавме ситуации каде што едноставно имавме трева половина метар и едноставно делуваше прилично запуштено. Знам, вие тогаш објаснувавте дека е тешко да се најдат и генерално работници во тој сектор и дека се измешани ингеренциите со градот, што е повторно, нели, она приказна, но можеме ли да очекуваме дека ова исто така ќе стане минато, дека веќе нема да се занимаваме со вакви работи, под пролетоска велам? Апсолутно. Морам да кажам пред да одговорам конкретно, добро е што разговараме за тревите, а не за сечење на дрва за изградба на нови згради. Па добро, не се случува сега реално, да. Бевме сведоци во еден претходен мандат каде што тревите ги косеа со згради. И тоа е вистина и тоа мораме да го признаеме. Да, имавме потешкоти да сме го говореле неколку пати ова претходно, значи од тоа што немаме соработка со јавното претпријатие Паркови зеленило, за покривање на делот кој што е во нивна надлежност, бевме приморани да ангажираме дополнителни работници и механизација за да можеме да покриеме целата територија на општина Аеродром. Пред 8 години во последниот мандат на Коце Трајановски во Аеродром функционирале 120 работници на јавното претпријатие Паркови зеленило, кои што се грижеле за одржување на зеленилото. Зошто функционирале? Затоа што ние како граѓани плаќаме месечно
Така е. со фактурите за вода И за секој месец одржување. за одржување на урбаното зеленило. За среќа како аеродром имаме најмногу зеленило од сите скопски општини, повеќе од 1 милион квадрати имаме Навистина? зеленило, да. Ова информација не ја 1 знаев. милион квадрати зеленило. Најблиску се Карпаш и центар, меѓутоа тие го имаат градскиот парк. Без градскиот парк не се ни блиску до површината која што имаме како зеленило во аеродром, така што веќе е дискутирано и главен фокус ќе ставиме во тој дел на аеродром во однос на одржување на зеленилото, не само за одржување на зеленилото, ние имаме делови во аеродром каде што нема изградено бунарски системи за полевање на тревите, така што она поддршка која што ја барам и веќе сме разговарале со Орце Георгиевски да ставиме фокус на одржување на тоа зеленило, односно поддршката од градот Скопје за која што ние плаќаме да ја добиеме назад во вид на изградба на нови системи, во вид на работници кои што ќе го одржуваат зеленилото. Но морам да признам дека и тие системи кои што постојат не функционираат секаде. Да. Системите се поделени помеѓу општина Аеродром и градот Скопје. И имате слика на детска улица каде што едната страна го има системот општина Аеродром, која што е и тоа не е класичниот пример за нефункционирањето помеѓу општините и градот Скопје. Имате од една страна каде што е постојано зелена, одржана и скосена, имате другата страна жолта трева или паркот Авионче може да го земете како пример, онаму каде што ние како општина ги управуваме, односно ги менаџираме тие системи за поливање. Јас неколку пати јавно се понудив до градот Скопје, односно јавните предпријатија, да ангажираме наши работници кои што ќе ги сервисираат пумпите само да ги стават во функција. За жал не добивме никаков одговор. Ни одговор не добивате. Бевме тотално игнорирани и се тоа на штета на граѓаните. Колку е поразително ова, просто јас не можам никако да го сварам. Може градоначалничката да зборува што сака, меѓутоа фактите на терен се неумоливи, сурови, видливо е. И кога ќе каже некој, ама ние сакаме, ама ете нас не ни дозволија, а во друга страна ни одговор. Па да ви даделе одговор. Да ви рече не видите градоначалникот не може. И тоа е нешто. Ова игнорирањето е уште по невоспитано. За среќа изминуваат тие денови, очекувам дека за 10 на 15 дена ќе имаме нов градоначалник на Скопје кој што ќе треба да надомести се ова што не функционираше. Треба да го надомести, токму не само овие 4, туку 8 години во градот Скопје. Од друга страна и сметот. И за ова сме зборувале, но не е на одмет да се зборува. Повторно имаме ситуација во која што општината практично е принудена да го собира оној смет што испаѓа од контейнерите, бидејќи контейнерите не се во нејзина собственост, не смее да ги регулира. Мора да го прави тоа јавното предпријатие кој е под контрола на градот. Кој го плаќаме сите ние. Што го плаќаме сите. А од друга страна вие собирате наоколу и уште се разбира проживат прцкон вас и велат што прават овие. Еве гледате ги собираат околу, не ги средуваат контейнерите. А вие не смеете. Малку е речи се шизофрена ситуацијава, но таква е. Не само што не смееме, ние немаме механизација, односно не сме конституирани на тој начин да ние ја вршиме таа работа. Дневно повеќе од 10 тони отпад носиме во Дрисла. 10 тони? 10 тони отпад. Секој ден ние носиме 10 тони отпад во Дрисла. Отпад кој што настанува поради токму тоа нередовно празнење на тие контейнери. Не можам да ги обвинам граѓаните. Граѓаните кога ќе се симне да дојде до контейнер кој што е преполн, мора да го остави што нема да го врати. Тоа е малку културата наша е специфична, некои други народи се контролираат, меѓутоа добро. Треба да овозможиме услови за да може граѓаниот да го депонира отпадот онаму каде што треба. Ние имавме ситуации каде што по 3-4 недели комунална хигиена не ги празнеше контейнерите. Не само контейнерите, во делот на Лисиче. И по месец дена не беа испразнети оние индивидуални канти за собирање на отпад. А кога сме поднесовме кривична пријава против комунална хигиена Скопје, се приклучи и други општини, изрековме 2 мандатни казни по 80.000 евра. Тоа е она што можеме ние во најмала рака како институција да го направиме, покрај тоа што собираме дневно и транспортираме до Дрисла повеќе од 10 тони отпад. Така. Го спомнавте Лисиче често пати, дали оправдано, дали неоправдано, јас не можам да кажам, е обвинувано практично дека во текот на зимата е најодговорно за загадувањето, односно дека тамо се пали за загревање кој што нашол, се оди до некакви крајни граници, до некакви железа, што и да е, до гуми и така натаму. Грената сезона е, јас спомнав, проблемот со топлификација, меѓутоа влегуваме. За месец дена ќе биде многу ладно, иако и сега не е нешто топло. И претпоставувам, за жал, дека повторно ќе се најдеме во онаа ситуација кога
ќе се појави тој смог од малку од природата, малку од нашите загадувања, колку може да се стави објективно, ред сега зборувам, кај нас во општината, за луѓето навистина да најдат и економски исплатливи и еколошки начини на грејење. Повеќе фактори придонесуваат на загадувањето, меѓутоа во зимскиот период еден од најголемите загадувачи е токму загревањето на индивидуалните домаќинства и тоа е факт кој што е врз основа базиран на студии. Ако морам да кажам дека во изминатите години многу помалку луѓе користат огромно дрво за затоплување, се повеќе се префрлаат на системи на пелети, на топлотни пумпи, на клима уреди и така натаму. Меѓутоа, дефинитивно мораме да понудиме решение за решавање на овој проблем кој што ќе има двоен бенефит, еден за граѓаните кои што им е потребна топлинска енергија, другиот е за сите нас кои што сакаме да имаме што е можно помало загадување. Во нашата програма предвидуваме еден проект, сериозен проект за прв пат за топлификација на Лисиче. Проект кој што ќе се работи во соработка со владата на Република Македонија, како дел од проектот за изградба на гасникогенеративни централи. Една од неколкуте гасникогенеративни централи треба да биде сместена во кругот на фабриката Охрис, која што е непосредно до Лисиче. За гледачите да биде појасно, тоа е нешто по принципот на ТЕТО која што постои како централа, чија примарна цел е производство на електрична енергија, а во процесот на производство на електрична енергија како нус производ се јавува топла вода која што ги лади реакторите кои што произведуваат електрична енергија. Таа топла вода интереси на економскиот оператор кој што ќе управува таа централа и на сите останати е да биде пуштен во систем каде што ќе може да се искористи како топлинска енергија. Во напредна фаза е реализација на овој проект, веќе се работи интензивно физибилити студија, има изработено генерален мастер план во однос на тоа кои се потребите. Повеќе од 110 километри топловодна мрежа ќе се развива во Лисиче, Долно Лисиче, Горно Лисиче, Населба Лисиче, улиците Георги Капчев, Тодор Чангов, сите пропратни. Тоа во голема мера ќе ги задоволи потребите, да? И тоа не е нешто што ќе го направиме преку ноќ, меѓутоа мораме да почнеме. Мораме да почнеме да го реализираме и тоа е единственото вака видливо, опипливо и реално решение кое што може да го понудиме на граѓаните и се надевам дека во наредниот мандат, во наредните 4 години до истек на мандатот ќе бидеме во една напредна фаза на реализација, ќе биде реално и опипливо, односно видливо од страна на граѓаните поставување на топловодна мрежа во Горно Лисиче. За прв пат се разговара и се нафаќаме да имплементираме еден ваков сериозен проект, меѓутоа дефинитивно ако сакаме да размислуваме кон чиста животна средина, мораме да го имплементираме и ова. Така. Во претходниот разговор спомнавте дека биле кастрени тревите со згради, интересна конструкција на реченицата, морам да признам, јас сум љубител на такви. Да, косени. Аеродром е горе-долу заокружена целина, ќе се појавија добар дел на згради, тоа е факт, особено тамо во Стар аеродром, каде што ги снема воените бараки своевремено и така натаму, меѓутоа уште колку може да се оди со градби во аеродром? Има еден дел каде што предпоставувам дека е логично да се развива градот, тоа е од Лисиче, од Населба Лисиче натаму, предпоставувам, моја предпоставка само, каде што природата на нештата може да бара, меѓутоа кога збориме за урбан аеродром, мислам дека лимитите се тука некаде. Во изминативе 4 години во овој мандат, споредбено со претходниот мандат, за 80% го намаливме бројот на издадени одобренија за градење за нови згради. Уште мојот претходник, сегашниот министер за внатрешни работи Тимчо Моцунски, и јас проложив во таа насока, започнавме еден проект туку започнавме да ставаме ред, да направиме еден пресек во однос на градењето на нови згради. Дефинитивно аеродром се презатрупа со изградба на нови згради, особено во делови каде што веќе има постоечки згради. Така што бевме прва општина која што пренамени маркици за згради во паркови, каде што не дозволивме да јавниот простор се стави во функција на изградба на нови згради. Што се случуваше претходно? Во таа насока ќе продолжиме. Најтипичен пример ни е зградата на Мајчин дом. Така. Тоа беше еден јавен простор кој што за жал се дозволи да се изгради една
огромна зграда. Во аеродром потребно да се развива делот покрај трета македонска бригада и тоа е простор одејќи од железничка кон Лисиче од десната страна. Од десната страна. Тоа е еден простор кој што е некогашна индустрија, меѓутоа има и неколку помали населби каде што живеат луѓе во едни субстандардни услови, морам да кажам. Сум бил повеќе пати таму и ги знам од лице место условите. Тоа е простор каде што ние треба да се насочиме за иден развој, имајќи предвид дека тој простор излегува директно, има директен пристап на булевари, добра инфраструктура која што може да се стави во функција на тој дел од општината и секако треба да развиваме дел помеѓу Горни и Долно Лисиче, односно кон Долно Лисиче. Таму објективно има простор, да. За прв пат донесовме урбанистички план за Долно Лисиче, каде што возможивме граѓаните да можат легално да градат куќи за нивните потреби. Морам да кажам дека постои голем интерес за развивање на такви населби во делот на Долно Лисиче, имајќи предвид дека е многу блиску и до аеродром и до останатиот дел од Скопје и се надевам дека тоа ќе ни биде фокус во наредниот период, пропратено со добра инфраструктура која што ќе развиваме заедно со градот Скопје, фокус да го развиваме тој дел на општината. Така, градот Скопје овие 4 години си помина како што си помина, па и претходно не беше нешто, ако бидеме реални. Ние во аеродром имаме еден феноменален мост кој што не оди никаде, на пример, односно оди директно во куќите од другата страна на Вардар, едно чудесно здание, јас мислам дека е светско чудо и се надевам ќе се најде решение. Господин Торци Георгиевски тврди дека има начин да се реши, постои опција се разбери и секогаш постои ако се има силна волја. Она што мене ми е интересно, и ова веќе политичко прашање, вие и сите кандидати од ВМРО ДПМН за градоначалници, повеќето сте всушност и актуелни градоначалници, многу очекувате и многу се надевате од новата ситуација во која што Торци Георгиевски ќе биде иден градоначалник и тогаш работката ќе стане поприродна, понормална, интензивна и ќе стане она што треба да биде. Меѓутоа, ова се избори. Што ако, затоа е моје политичко прашање, што ако победи некоја друга опција? И вие се најдете во ситуација да треба да се работувате со некој друг кој што можеби нема да има толку голем ентузијазам за целава работа. Две работи се хипотетички не верувам дека ќе се случат, тоа е да победи друга опција и дека ќе се повтори Даниела. Тие две работи не верувам дека ќе се случат, но хипотетички доколку зборуваме како институција мораме дефинитивно да имаме соработки. Жално е тоа што во овој момент ја немаме таа соработка помеѓу нас како институции, мајќи предвид дека ингеренциите на општините во рамки на градот Скопје и градот Скопје се тесно испреплетени. Испреплетени за жал, да. Мислам за жал. Во случајов за жал. Ќе се воведе механизам за прв пат за отповикување на градоначалник. Го поддржувате вие тоа? Апсолутно, да. Мислам градоначалник не би требало да го поддржува, меѓутоа апсолутно го поддржувам зашто тоа е во интерес на сите нас. Да не дојдеме повторно во оваква ситуација да имаме инает од градоначалник кој што не сака да комуницира ниту со граѓаните, ниту со градоначалниците во рамки на скопските општини, што е негова законска надлежност. Тоа е историски случај, да бидеме реални, историски случај. Верувам дека нема да се повтори ваков случај, затоа и министерот за локална самоуправа отпочна еден процес за измена на законот за локална самоуправа за отповикување на градоначалник и тоа е едно оружје кое што граѓаните ќе го имаат секогаш во рака и во случај да градоначалникот не ги исполнува ветените резултати, биде отповикан. Што е фер? Апсолутно. И сега, полека доаѓаме до крајот на емисијата. 5 кандидати се во игра за општина Аеродром, така? Да. Вие, како Дејан Митевски од ВМРО ДПМН, господинот Александар Теновски од СДСМ, Маријан Димитриев од Левица, Владимир Михајловски од ТМРО и Дејан Лазаревски од Искуство за успех. Јас мислам така се нарекува. Супер, во ред. Вие сте фаворит. Фаворит сте прво затоа што сте актуелен градоначалник, второ затоа што објективно вашата политичка платформа има еден многу силен раст, но на крајот на краиштата сепак сите почнувате од нула. Анкети постојат, анкетите одат во ваша корист, се разбира дека вашите опоненти не ги признаваат. Анкетите велат дека се нарачани, наместени, таргетирани и така натаму, меѓутоа вие делувате прилично спокојно во тој однос. Делувам спокојно затоа што тоа го чувствувам од граѓаните. Изминативе 10 дена колку што трае кампањата досега, јас лично посетив повеќе од
1000 врати кои што не се бирани, туку се по случајен избор, каде што добив еден позитивен фидбек. Каде што може да ви даде било кој да ви налета, апсолутно. И надеж од граѓаните дека ќе продолжиме со уште посилно темпо во наредниот период да ја реализираме нашата програма. Единствени сме што нудиме политичка програма која што ја доставуваме до граѓаните. Готова, ниту една друга да. политичка партија не нуди програма. Ова се локални избори. На локални избори граѓаните сакаат да видат што во идниот мандат ќе се направи во нивното населено место. Не сакаат да слушаат зборови од типот на вака било, така било. Сакаат да видат што ќе се направи. А со самото тоа што реализиравме, особено во изминатава една година, откако сум на позиција во ВД градоначалник, верувам дека дава уверување кај граѓаните, односно кај гласачите, дека ќе продолжиме со уште посилно несмалено темпо. За прв пат во аеродром во исто време градиме и школа, и градинка, и спортска сала. Реконструираме повеќе од 10 улици, градиме 2 водоводи. Повеќе јавни површини реконструираме. Тоа не се сработени тек така проекти. И ова не се случува затоа што е кампања, туку затоа што е дел од план едноставно кој што Драган, во овој мандат од 4 години, 3 години бевме со владот СДСМ, точно. Добивме апсолутно нула поддршка како локална самоуправа. И не само што не добивме поддршка, туку беа наградувани општини кои што не наплаќаат данок, кои што влегуваа во долгови, па владата им ги отплаќаше долговите. Наместо да бидеме стимулирани како општини да реализираме што е можно повеќе. Практично повеќе беше не работете, ние ќе ви платиме. Апсолутно, еден тотално погрешен пример кој што го даваше претходната влада. За среќа добивме влада која што има интерес општините да се развиваат. Има интерес општините да реализираат проекти. На тој начин и се подобрува секојдневниот живот на граѓаните, се стимулира стопанството да работи поинтензивно, повеќе кратни бенефити добиваме од реализација на овие проекти и верувам дека со уште несмалено темпо ќе продолжиме на наредниот период. Проекти, оние апликации што ги правевте кон владата за добивање на средства, ги исполнивте до крај и првиот и вториот конкурс? Да, апсолутно ни се одобрени. Во првиот повик кој што ги добивме, проектите веќе се добар дел завршени, дел се во завршна фаза, очекувам овој период да се завршат. Во однос на вториот повик завршени се тендерските постапки, поради тоа што сме во избори, не отпочнуваме со реална работа фактичка на лице место, меѓутоа се проекти кои што ќе следат во наредниот период. Дејан Митевски, ВД градоначалник на општина Аеродром, кандидат на овие избори за градоначалник. Ви благодарам за гостувањето вечерва. Благодарам и на вас. Да, почитувани гледачи, и како што реков и најав претходно, да повторам, следната недела го очекуваме кандидатот на СДСМ Александар Тајановски за кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Верувам дека ќе дојде и ќе имаме искрен и отворен разговор како што имавме со господинот Митевски. Наистина полека оваа кампања влегува во една најжестока фаза, меѓутоа брзо ќе пројде, а потоа на 19 ќе треба да се одлучиме за кој ќе го дадеме својот глас и кој навистина ќе може да ги решава нашите локални проблеми. Ова се аман локални избори, не се парламентарни. Навистина треба да се види кој е најдобриот менаџер, кој што ќе знае да сработи во интерес на тие што живеат тамо каде што се кандидира. Ова беше се за вечерва и за оваа работна недела. Сепак утре во 15 часот се разбира имате репризно издание на емисијата од вечерва, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.